Скоро во сите комори, не само од регионот и од Европа туку пошироко, една од основните цели и задачи е нудење на услуги, односно по вокација коморите се заштитници на бизнис заедницата и нудат голем број на услуги, како што се и промоција и поддршка на алтернативно решавање на стопанските спорови, како што е арбитражата, медијацијата и слично. Така и Стопанската комора сака во целиот овој процес да даде поддршка за поголема афирмација и популаризација на медијацијата како ефикасен начин на решавање на споровите. Значи, тоа беше едниот повод. Другиот повод секако и поддршката која што ја дава владата на Република Македонија преку исто така институционализирање на оваа алатка, преку носење секако на Законот за медијација, тргнувајќи од 2006, но со промените на Законот за медијација од 2013 и последните промени, се со цел да се вклучиме и во тој процес на поддршка на владините институции кои што ја покриваат областа на медијацијата. Комората повторно ја дава поддршката во оваа насока на афирмација на оваа алатка. Од тука сакам да потенцирам дека Стопанската комора на Македонија како најбројна и најстара бизнис асоциација во Република Македонија прва започна со креирање во своето портфолио на услуги и активности со нудење на еден ваков тип на поддршка, односно промоција на медијацијата како ефикасен начин на решавање на споровите, и секако сакам да потенцирам дека оваа услуга за поддршка ја дава и ќе ја дава во иднина не само на членките, туку и на нечленките. Согласно потребите и иницијативата на компаниите за вклучување во ваквата поддршка на афирмација и популаризација на медијацијата, на 15 јули оваа година Стопанската комора на Македонија ја формираше, значи во рамките на сите останати асоциации, кои што во моментот знаете дека се над 20 здруженија, над 14 асоциации, ја формираше и оваа нова асоциација за поддршка на медијацијата како ефикасен начин на решавање на споровите. Сакам да напоменам од денот на формирањето на Асоциацијата за поддршка на медијацијата се до сега, но тоа е отворено и за соработници и за членови. Во моментот во Асоциацијата за поддршка на медијацијата членуваат лиценцирани медијатори, соработници се експерти од областа на медијацијата, понатака членови се компании кои што сакаат да ја поддржат медијацијата и други заинтересирани, дали физички лица, трговци поединци, дали компании, но секако, што е најважно, соработници ни се и државни надлежни институции кои што ја покриваат оваа област, односно областа на медијацијата. Целта која што ја има зацртано Асоциацијата за поддршка на медијацијата е афирмација на користење на медијацијата во Република Македонија, пред се користење на медијацијата на компаниите, бидејќи, како што напоменав, ние сме заштитници и ги штитиме интересите на нашите членки кои што се компаниите, значи да ги промовираме услугите на користење на медијацијата пред нашите членки, секако и останати заинтересирани, се со цел да ги увидат ефектите, односно бенефитите од користењето на оваа алтернативна, но ефикасна алатка за решавање на споровите. Само накратко сакам да ги напоменам она што кажав, кои се насоките на Асоциацијата за поддршка на медијацијата, која што ги прави и сега, но ќе ги превземе и во следниот период. Ги напоменав овие неколку семинари кои што беа почетна фаза за информирање на компаниите и останатите заинтересирани за можностите, за постапката и за се она што значи ефикасно искористување на придобивките од користењето на медијацијата. Пред се овде би напоменала и повеќе се промовираше доброволното користење на медијацијата во договорните односи на компаниите, бидејќи ние, како што знаете, како комора, уште од 1994 година во рамките на комората, но сепак како независно тело, ја имаме арбитражата како постојанен независен суд кој што има своји спорови и исто така е еден од алтернативните начини на решавање на споровите.
кој што секако со оваа алатка ќе се надополни, односно само ќе има еден стимул повеќе од страна на компаниите за користење доброволно, секако, на медиацијата во договорите кои што ги имаат со своите партнери и зошто да не да ги предвидат овие алтернативни, но ефикасни алатки за решавање на споровите. Секако на сите тие промотивни семинари, сите компании се информираат не само за доброволниот начин на користење, но и за сите законски или подзаконски регулативи кои што имаат допирна точка со медиацијата, како што се последните промени на Законот за парнична постапка од 23 јули 2015 година, кои што се на сила од 1 февруари 2016 година и посебно овде би потенцирала за примената, односно задолжителниот обид на медиацијата од страна на фирмите, каде што во паричните побарувања, односно споровите кои што ги имаат компаниите, кај паричните побарувања, кај износ кој што не надминува 1 милион денари, пред тужителот да сака, односно компанијата која што ја тужи другата страна да сака да покрене тужба пред суд, треба задолжително да се обиде спорот да го реши по пат на медиација. Значи, без разлика дали ќе биде успешна или неуспешна, секако дека компаниите ќе сакаат да биде успешен тој обид, меѓутоа и доколку не биде успешен обидот, медиатор, лиценциран, треба да издаде потврда која што ќе ја достави до страната која што е тужител. Секако таа страна треба да ја достави до судот, бидејќи ако не достави таков писмен доказ, односно потврда, тужбата ќе му биде одбиена. Да кажам, освен овие семинари кои што ги одржавме во споменатите градови, на 14 септември ќе имаме семинар во Стопанската комора на Македонија, каде што во моментот имаме пријавени над 60 учесници и секако ќе продолжиме со сите промотивни активности во рамките на оваа асоциација. Пред се ќе ги продолжиме семинарите низ градовите во втората половина на месец септември, во октомври и во ноември, но сакам да потенцирам и дека октомври го прогласивме за месец на медиацијата, односно ќе има денови на медиацијата во сите денови од месец октомври, каде што Асоциацијата за поддршка на медиацијата заедно со партнерите кои што ги има во овој процес, а партнерите се повеќе, без разлика дали станува збор за компании, без разлика дали станува збор за надлежни државни институции, кои што ја покриваат оваа област, но и што е најважно, партнерски пристап асоциацијата има и со други институции, како што се Комората на медиаторите, Адвокатската комора, Комората на извршителите, Нотарската комора и слично. Сакаме да направиме промоции, денови на медиацијата во октомври, кои што ќе бидат реализирани со овие горе споменати институции, но и секако со локалната самоуправа, дали преку ЗЕЛС или директно со општините, се со цел да допреме повеќе до компаниите и преку информативниот пристап да ги запознаеме со оваа алатка. Имам голема чест денеска да ја презентирам брошурата што Асоциацијата за поддршка на медиација АПМ ја направи под мотото Промоција, афирмација, успех, кој начално е и се и главните цели на оваа асоциација. Брошурата е составена од 3 дела. Првиот дел се однесува генерално за Асоциацијата за поддршка на медиација, кога е основана, кои се основните цели, кои активности се превземени, што се планира да се превземе. Понатака има втор дел кој е општо за медиацијата, каде што се опишува што представува медиацијата, задолжителноста на медиацијата, комплементарноста на медиацијата со другите постапки за решавање спорови. И последниот трет дел е постапка за медиација, каде што се представени основните начала на медиација во неколку фази, како основни информации за сите субјекти со цел да имаат основно запознавање со постапката за медиација, а нормално асоциацијата е тука во секое време за сите заинтересирани лица, особено правни субјекти, да ги даде сите потребни информации, да ги даде сите потребни линкови до сите институции надлежни кои се инволвирани во процесот на медиација. И како комплементарен прилог на оваа брошура на крај е даден и неофицијален пречистен текст на Законот за медиација, од каде што исто така правните субјекти може да се запознаат со законските одредби кои
каде, како, во кои рокови и на кој начин ја спроведува медијацијата. Исто така како друга алатка за промоција на медијацијата, го представивме и веб порталот apm.mk, каде што исто така се изнесени основни информации за постапката на медијација, каде што сите заинтересирани субјекти може да ги добијат основните информации, може да се запознаат со основните начала, имаат соодветни корисни линкови до одредени институции, комори кои се дел од оваа постапка, каде што може да се запознаат со кои се лиценцирани медијатори, каде може да се спроведуваат постапките, кои се законските обврски и сите останати елементи кои ја сочинуваат медијацијата. Така да, ова се само почетни алатки кои успеавме да ги направиме, бидејќи денеска и промоција на оваа асоциација, значи ова е само почетокот. Планирано е, како што каже и колешката Јелисавета, значи во месец октомври да спроведеме и денови на медијација, а и после октомври во наредниот период да бидеме активни во насока за поголема свесност помеѓу правните субјекти за оваа алатка, медијацијата како алтернативно решавање на споровите. Благодарам. Искрено сакам да искажам голема благодарност до представниците од медиумите поради присуството на оваа прва пресконференција по повод формирањето на Асоциацијата за поддршка на медијација во рамките на Стопанската комора на Република Македонија. Она што сакам да го потенцирам кога станува збор за медијацијата во Република Македонија е тоа што е ова за прв пат процес кој започнува меѓу две страни што се во спор со поддршка на трета неутрална страна, медијатор, кој поседува лиценца и потикнува двете страни да дојдат до решение преку спогодба. Самиот ова постапка медијација во Република Македонија представува новина и лично ние во асоциацијата сметаме дека деловните субјекти, пред се компаниите, ќе ја препознаат оваа алатка како брза, ефикасна, ефективна и пред се во нивни интерес и колку што е можно повеќе ќе ја користат. Како што беше веќе речено, точно е тоа дека медијацијата пред се е доброволна постапка, каде што е предвидена јасна процедура меѓу двете страни како се доаѓа до процес на медијација и тие прашања се регулирани со закон. Потоа, самата постапка представува еднаквост, што е предност во однос на други видови постапки, каде што со процесот го контролираат двете страни, што е многу различно во однос на други постапки. Во однос на овие принципи, тука влегуваат правичност, доверливост, рамноправност, неутралност, исклучување на јавноста во медијацијата, односно на барање или на согласност на страните во спорот може, но не мора да присуствуваат трети страни. Сите овие постапки на медијацијата и даваат една известна предност со принципите што ги има во однос на другите постапки, а ние сублимирано тие предности или тие бенефити за страните ги искажуваме како поефикасна, побрза, поекономична и поправична. И уште една реченица која е многу важна кога се говори за медијацијата, а тоа е прашањето во кои спорови може да се примени постапката на медијација. Според Законот за медијација, таа може да биде применета во имотно-правни спорови, работни, трговски, потрошувачки, осигурителни спорови, спорови од областа на образованието, заштитата на животна средина, спорови во врска со дискриминација, како и во други спорни односи како што одговараат на природата на медијацијата. Има еден дел што се применува во кривични спорови, доколку со посебен закон не е исклучена оваа постапка. И накусо на крај, сублимирано, јасно е дека медијацијата може да биде во одредени моменти и бесплатна, таа постапка е неформална, доверлива, значи тоа што се говори на медијацијата не е предмет
на интерес на медиумите и на трето лице, пак под услов ако страните не се договорат поинаку. И овие принципи даваат, се надеваме, предности, одредени бенефити и ја прават во рамките на другите постапки постапката на медиација во хармонија, комплементарна и е поддршка на целиот процес. Значи овде се мисли, како што беше кажано, и на постапката на арбитража и на друг вид на посредување за кој што сметаме дека медиацијата ќе си го добие своето вистинско место во македонското општество. Ви благодарам. Благодарност до медиумите што најдоа време да известат за една вака важна асоциација како што е Асоциацијата за поддршка на медиацијата, особено поради тоа што во овој период имаме потреба од промоција на еден начин на решавање на споровите кој што е сосема законски во Република Македонија, кој што се води од лиценцирани медиатори, кои што полагале испит за медиација, кои што имаат соодветно искуство и обука, помеѓу двете страни да се потрудат да дојдат до заедничко решение во форма на спогодба. Дотолку повеќе што оваа спогодба, доколку се солемнизира кај нотар, таа добива својства на извршна исправа и со самото тоа се олеснува и се скратува оној период во кој што компаниите би требало да одат во една друга постапка, во една судска постапка. И затоа ја поздравувам и иницијативата на Стопанската комора што за многу краток период експресно реагираше на промените на Законот за парнична постапка, особено членот 47 од 23.7.2015 година, со кој што се воведува задолжителниот обид. За едно многу кратко време, со целата логистика на Стопанската комора на Република Македонија, од втората половина на јуни имавме можност неколку предавачи да бидеме во регионалните комори на Стопанската комора, каде што имаше огромен интерес. Над 120 присутни во градовите Штип, Кавадарци, Кичево, Охрид, Прилеп и Битола. Зборувам за повеќе од 120 водечки луѓе на секторите за правни работи, за секторите за човечки ресурси, високи позиции на менеджментот, кои што се заинтересираа веднаш да ги добијат последните информации кои што Асоциацијата за поддршка на медиацијата ги нуди. Се разбира, тука се отворија бројни прашања, се отворија бројни дилеми, кои што би требало во една заедничка работа на асоциацијата со своите членки, како што спомна и претседателката на асоциацијата, но и на нечленките, независно од членството, меѓутоа во интерес на деловното обкружување, во интерес на подобра бизнис клима, во интерес на подобар однос на работниците кон менеджментот и менеджментот кон работниците, затоа што, како што спомна и колегата Младеновски, се работи и за можност за постапка за медиација и во работните спорови. Имавме навистина плоден период во кој што тие сите се информираа и веќе почна да ги имплементираат со конкретни активности, дали тоа преку вклучување на клаузула за медиација во договорите во кои што ги исклучуваат во своите компании, дали преку вклучување на обврската да се потрудат да го решат спорот по пат на медиација во деловните односи кои што ги имаат помеѓу своите соработници, се со цел да се убрза евентуалното решавање на некаков спор. Во оваа смисла, претпоставувам дека ќе има и многу други активности, како што беше кажано во предстојните денови на медиација во месец октомври, каде што пошироката јавност, користејќи ја пак целата логистика на Стопанската комора на Република Македонија, како една од водечките комори, најстара комора во Република Македонија со 94 годишно искуство, се со цел да се доближи медиацијата и до граѓаните и до деловните субјекти во Република Македонија. Се разбира дека тука ќе има една соработка помеѓу академскиот сектор, помеѓу стопанствениците, помеѓу лиценцираните медиатори, помеѓу различните комори, се со цел сите да сватат дека сите може да бидат партнери на медиацијата, а се со цел на подобро, поефикасно и побрзо решавање на споровите кои што ги имаат граѓаните. Да го растеретиме судството од преобемниот број на предмети кои што ги има во парнична постапка, да овозможиме на странките поевтино да го решат спорот, имајќи го во предвид и субвенционирањето од страна на владата за 4 часа во постапка за медиација, практично страните во постапката на спорот пред медиаторот скоро и да немаат
да немаат трошоци. Она што во Република Македонија се случува сега, се случува истовремено во целиот свет, секојдневно се прават промоции, токму преку вакви асоциации, каде што водечки се сепак во делот на стопанската медиација, во делот на стопанските спорови, водечки се стопанските комори. Се надевам дека и во периодот кој што следи, ние ќе ги утврдиме сите точки каде што постапката за медиација може да се подобри, ќе дадеме предлози до релевантните тела кои што работат на изготвување на регулатива од оваа област, се со цел да се оптимизира резултатот од медиацијата и што повеќе фирми, што повеќе граѓани на Република Македонија да ја користат медиацијата од лиценцирани медиатори. Ви благодарам.